Значи не преку притисоци, меѓутоа со најмувањето на своји фоторепортери, своји камермани. Видете вие, секој министер си има свој фоторепортер, свој камерман. PR служба во министерството, PR агенција која што му ја води таа служба или преку која што пласираат. И Значи новинарството се дисперзира во институциите. па да, меѓутоа тоа не е вистинско новинарство. Видете што се случува на пример со фоторепортерите. Имате вие новинарска фотографија како во времето што ги имаше во Вест, во Вечер, како што сме имале новинарски фотографии. Имате некдека фотографија на некој министер што чачка нос. На министерка што и се видела малце повеќе сукњата, мислам, еве го последниот случај беше, нели не ги пуштија новинарите да припарат на пистата на се извинија после. Ама нема врска тоа. Затоа што вие тие ти сервираат само тоа што сакаат да се види. Како на свадба. Имаат фоторепортери, одлични фоторепортери, бидејќи тие биле пред тоа фоторепортери, кои што се сега вработени во министерствата или се најмени да работат за министерствата, кои што потоа ги дисперзираат фотографиите кои што се за на свадба. Аха, тука сум убав, тука не сум убав. Ме враќа малку во времето, не многу далеку. Го создадовте Вест. Скокна во меѓу најнезборен за тираж, највлијателен. Беше и тиражно, но и со најголем тираж. И влијателен и вестник кој многумина народен вестник, јас сака да го имаат враце. И со неколку карактеристични рубрики идеја на Горан Михајловски, таа инвентивност. Сега со интернетов прво го продадовте Вест. Да. Зошто мораше да се продаде или веќе печатеното новинарство почна да губи сјај? Јас не го продадов Вест кога беа германците. Мојот удел во Вест не го продадов кога го зема ВАЦ. ВАЦ имаше една, мислам дека беше многу правилна логика, иако сакав да го продадам, бидејќи ќе земев пари, нели? Меѓутоа тие неќе да ми ги откупат уделот затоа што има логика која што е многу паметна и еве да речеме и капиталистичка да се има конкуренција. Не, туку кога имате главен уредник кој што е во исто време собственик, повеќе ќе се грижи како за собствен вестник. И јас до купувањето на МПМ од страна на Орка Холдинг не си го чувствував вестникот како свој. Тоа значи и бизнис. Не навлегувам во таа тема, ни се трошат некако брзо минутите, а така има со ова убав новинарски и неновинарски муавет. Сега сте собственик и главен уредник и на сакам да кажам порталот, кој исто така прилично, јас ќе го употребам тој термин без навреда, можеби, но прилично влијателен и читан. Затоа што еве јас како консумент имам чувство дека станува збор за портал кој има една сериозна редакција од добри новинари и ако некоја вест сакате да проверите покрај неколкуте други портали, како што е, не знам, можеби Цивил, не знам, Фронтлайн, сакам кажа, отворете го и ќе видите дека тоа е автентично. Што е променето во ова електронско новинарство, ако може така да го наречам, во однос на класичното? Променето е бидејќи веста трае, ако е вест, трае толку колку што ќе стоите на Facebook и колку што ќе стоите по интернет агрегаторите, толку трае веста. Јас многу се радувам на оние вести, што не се вести, да речеме приказници, што траат подолго, 3-4 дена. Значи, тоа не се оние наслови од оној тип кој што во моментот ќе ви ја дигна читаност и ќе се пофалите дека аналитиксот вие не знам колку имам во моментов 1000 влезови или 2000 влезови, дошто ни се случувало и по 2000 и кусур влезови. Ќе се случи еден земјотрес, одма ќе имате голем. А меѓутоа таа вест потоа паѓа, умира. Мене ми се и на тоа сме сконцентрирани да одиме на приказки кои што траат, на кои што може да се навратите и кои што ако ништо друго барем едно 3-4 дена ќе се вртат по фејсбуци, па ќе се шеруваат, ќе се коментираат. И тоа е нашата идеја. Значи, идејата е да имаме тематска посветеност. Да, тематска посветеност. Идејата е да имаме вести толку колку што се, да речеме, оптимални, да не утнеме нешто големо, а другото да бидат теми добро обработени,
како што сме ги обработувале во печатано издание. Ние сме сите дојдени од весници таму, така што се уште размислуваме, дури уште еве после 6 години, јас уште не размислувам колку имам сега фоловери, колку имам нели импреси, туку уште размислувам како тираж да имам. Јас мислам дека остава затоа што ниедна книга која сме завршиле не е последна. Секој пат, ајде ќе го правиме ова, ќе правиме ова, така да од тука среќате тие пријателства, па дури да кажеме тие некои деловни врски, бизнис врски, како се издаде таа книга, што се направи сега. Околу тоа се меѓутоа стануваат пријателствата. Еве, например, со Милан Јазбец, сега беше пред 10 дена, останавме пријатели, веќе имаме втора идеја што да работиме, како да работиме. Книгата веќе треба да се преведе и на словенички јазик. Меѓутоа, она што ме изненади и што ме фрапира позитивно е тоа што он веќе ми најави пред 2 месеца дека ќе прави книга за мене. Ќе приведува книга посветена на мене. Тоа се и ми побара да ги пратам сите рецензии што се објавени за моите книги во делата. Некои наши сатисфакции за наши трудови овде и за наши автори, меѓу кои е и Свето Стаменов, треба да ги чекаме од надвор повеќе признанијата, но ќе позборуваме подолу во емисијава за така да сега кој беше пред беше пред недела дена ми ја донесе работната верзија, книгата околу 450 страни, што јас самиот изненади дека толку луѓе за мене пишувале, но за моите дела, не за мене, за оно што го направил. И очекувам наскоро таа книга да се појави. Што за мене стварно представува, не знам, не може да објаснам тоа. Тоа ќе биде труд во кој вие лично не учествувате. Не. Значи, тука учествува еден Зоран Иванов кој пишал, да кажеме, 5-6 рецензии за моите дела, тука еден Трајан Гоцевски, тука, да кажеме, Милан Јазбец кој напиша 10 рецензии, тука една Ана Ригачева од Струмица, прекрасна професорка од Штипскиот универзитет, кој пишуваше за Даница Ручига, ревносто рецензии за моите книги за Даница Ручига, така да околу 90 рецензии се на 30 автори. Ќе биде тоа Свето Стаменов на едно место, меѓу две корици исто така. Ќе влезе, предпоставам, во библиотеките, во редот и на неговите дела, нега сега од друго авторство. Ајде за гледачите на Дистрих во неколку реченици, како е процесот на создавање на едно публицистичко дело, еден таков труд? Најпрво треба да имаш материјал. Материјалот е интервјуто. Тоа е аудио материјал кој подоцна, ако оценам дека треба да влезе во некоја книга, седнувам, го симнувам буквално од аудио на текст, потоа иде редактура на самото интервју, авторизација од соговорникот и редење, односно правење прелом на таа книга. Бркање пари за... Тоа е на крајот и најтешкиот дел. И сега, ако најдеме пари, ќе го објавам делото, ако не, стои во фиоките и чека подобри времења. Ајде уште еднаш ќе навратам од тоа, што вака најмногу ве бендисува од вашите трудови, што препорачувате? Што прво да земат гледачите на Дистрих во своите раце? Па зависи каков е афинитетот. Ако е некој за книжевност, поезија, тука е Даница Ручига. Ако некој го интересира македонскиот јазик, тука се, да кажеме, оваа книга, јазикот нашата единствената комплетна татковина, тука е она книга со професорот Гимнил Спасов, како се црта разговорот, од 17-18 интервјуа, токму за македонскиот јазик, за македонската култура, за големите луѓе во македонската култура. Тука е, да кажеме, оваа книга Крсте Петков Мисирков, македонскиот мегник, со 18 интервјуа кои говорат за ликот и делото на Крсте Петков Мисирков. Тука е онаа книга што е спомнав за Свети Климент Охридски. Еве сега подготвуваме една книга со професор Димитар Пандев за македонистиката, отворено. Тоа се околу 30 интервјуа, токму посветени на македонскиот јазик, на развојот, на негувањето на македонскиот јазик, на проблемите, на нападите врз македонскиот јазик. Токму вчера имавме тоа интервју за повторно за Блажа Коневски, бидејќи тој е лауреат на наградата Димитар Митрев за најдобра критичко-есеистичка книга во 2021 година, времето на Коневски. Повторно вчера се навратиме на таа книга. Така. Тоа е, да кажем, од културата, од литературата.
Додека пак од меѓународните односи, од безбедноста, тука трилогијата македонски безбедносни лавиринти со професор Гоцевски, тука е Македонија во НАТО, двотомната, тука е книгата со покојниот професор, мој драг пријател, иако во некои погледи се согласувавме, Димитар Мирчев, Quo Vadis Македонија, сега по повод 5 годишнината од неговата смрт, преведев книга Quo Vadis професоре, во кој треба да бидат објавени 40 интервјуа, што ги направивме за Македонското радио. Ето, токму таа книга се чека за финанси да види светлината на денот. Види, ние имаме одлични закони и уставот ни е добар. Треба имплементација, за тоа што ако ние го изневеруваме законот, ние дори донесовме, например, за рамка за вработување. По толку припадници од една етничка заедница, толку припадници. Да, но пред 10 минути самиот констатираше дека нема доволно роми, а ги има како квалитетни кадри во државните институции. Токму тоа е. Например, ако имаш, тоа велам се, ние имаме закони, но го прекршуваме, го мамиме законот на некој начин. Имаш рамка, каде што ти вика толку и толку албанци, роми, турци. И ти сега во истиот момент некој си човек кој што во моментов се почувствувал како ром, ја го завзема тоа работно место, затоа што во моментов се чувствува чувство е припадноста. Да бидам ром е чувство. И тој, например, во тој момент се почувствувал како ром и ја земал работата која што, например, законски ми припаѓа мене, нормално дека не се почувствувал. Затоа велам дека закони имаме, треба да има други критериуми. Нема етика, што нема, морал нема. Нема морал. Им се дозволува да нема морал. Кога би имале закон и кога би се имплементирал тој закон, ние морал немаме. За жал, кај нас... Ако јас за вработување се пријавам како ром, и тоа државата, тие институции го толерираат, бидејќи тоа нели лично право е на секого, што да прави државата? Значи не се најдобри законите веројатно, или? Види, имаме еден другар кој што живее во Германија сега, веќе неколку години, и ќе направиме на паралела. Да, ајде нешто да научиме и ние. Два пати го сопираат за брзо возење и го казнуваат. И третиот пат му ја земаат возачката, им за да ја врати до дозволата мора да направи еден тест за идиоти, така го нарекува германците. И он оди во тоа тестирање, го бутаат. И сега го прашувам, а зошто те бутаат? Нели ги знаеше. Па вика има едно трик прашање. Вика, дали ти се допаѓаат законите на Германија, како што си дошол? И вика, да ми се допаѓаат. Затоа што вика, ти ме мамиш. Ти, да ти се допаѓа законите на Германија, немаше да возиш 80, а ваму ти пишува 50. Значи не ти се допаѓаат. Требаше да напишеш, не ми се допаѓа тој закон, наместо 50 треба 80. Зошто велам вака? Но германците нема да му дадат дозвола кај на тој мој другар, се додека тој не почне да ги почитува тие закони, или пак, ако не му се допаѓа, да се избори да ги промени. Кај нас, например, не ни се допаѓаат тие закони, но не правиме ништо да ги промениме. Да, они се доста поактивни од нашите македонски друштва психолошки, значи тоа датира од 1999 година, има 166 активни членови на цела Истра, единствена македонка сум јас која што е дел од друштвото. Ете, сум имала можност да живеам во Хрватска, па да влезам во тој дел. Да имате некои конекции. Да, во тоа друштво. Има доста активности, сега беше интересно, еве тоа, за тjedna психологија, неделна психологија, што викаме кај нас, во цела Хрватска има една недела предавања онлайн, медиумски и семинари бесплатно, кои што можат сите да учествуваат преку ден по неколку семинари за луѓето да се едуцираат колку психологијата е битна. И тоа беше доста активен настан. Пашковска, сакам да го искористам вашето присуство за две работи да ни појасните тука и за мене и за пред се за гледачите нели на Дистрих. Како треба да се однесуваат родители, едно семејство класично, стандардно, здраво во однос на своите деца, сега во време на интернет, на размазеност, на недисциплина целосна и во училиштата, можеби на таа либерализација на воспитувањето. Премногу се отиде без мерка во
ги оставаме децата да ги обликува општеството или родителите треба да се настоечиви. И второто прашање ми би било што па државата треба да прави за оние дечиња што ја немаат таа судбина да живеат во класично семејство со мајка, со татко, со пристојна социјална подкрепа дома во семејството. Како психолози ние секогаш велиме дека стабилноста на семејството е најбитно за да се изгради тоа дете. Значи без разлика дали е во нормално семејство или разведени родители, значи поддршката и посветеноста на родителот е многу битна за тоа дете да стане здрава личност. А што и државата треба да превземе, државата треба да ги се повеќе да се ангажира децата да се стават во семејства. Значи да се посвојат според нас, пошто така детето ќе има поздрава средина за живење. Една реформа ја чинам дека успеа, не знам вака лаички, кога домовите за деца без родители се трансформираа во ова, вие што спомнавте сега, Домови, во семејства Да. практично или на мали локации. Тоа е подобро отколку на колективно живење за децата и зошто е подобро? Да, правени се Но истражувања државата и па така анализи. како да нема целосна контрола што е со тие деца, дали се во вистински раце или јас грешам. Не, правени се анализи и истражувања баш на таа тема. Да, тие деца се осеќаат многу посигурно и посрекни се кога се во тие семејства, затоа што се осеќа како семејство, како дом, за разлика од домовите кои што има полно деца и не може да се обрне внимание баш на едно дете. Вие сте мајка, Да, на 10-годишен син. ова ваше теоретско знаење и вашиот труд секако нели и научен во оваа област ви помага или ве оптоварува кога воспитувате дете? Па знаете како викаат, фризерот сега без фризура. Така да и нас некош ни Чевларот треба со помош. скинати чевли. Ето така да и нас некош ни треба помош, барам од колегите. А од детето барате ли помош? Да, секојаш треба да се праша неговото мислење, затоа што ако не се осеќа битно во семејството, он нема така да изгради стабилен карактер. Мора да се потврди кој е неговото мислење за нешто. Кои се клучните столбови, што вели теоријата за воспитување на децата покрај семејството, образованието, улицата, спортот, клубовите, културата, уметноста, разни другарувања? Образованието е највисоко. Кој е доминантно еве кај нас во Македонија? Образованието. Пошто тие скоро цел ден го поминуваат во школа. И каква оценка може да му дадеме? Па солидна. Јас сум задоволна. Од образованието за сега сум задоволна кај нас. Улицата? Улицата немаме. Во последно време немаме улицата. Со ковид мерките и со сето тоа што настана оваа епидемиологија се е свртено на школа-дома. Ја немаме улицата. А што вели младиот научник, научничка? Интернетот, мобилните телефони ги оттуѓуваат децата од родителите, од своите другари и другарчиња? Па не, интернетот колку е позитивен, толку е негативен. Позитивноста е што учат многу работи, например не може да најди за некоја тема, он може многу лесно да најди на интернет, тоа што например го интересира. Но повеќе видеоигрите доминираат, можеби има и него видеоигри, да. отколку Google и информации за образованието. Затоа е ограниченост, треба да има ограниченост на интернет. Така, вие сте заговорник на тоа да има строга контрола, некаква строга Не контрола. строга, ограниченост што ќе гледа и кај ќе гледа, да. возраст. Да, тоа е многу битно. Можно ли е тоа да? Можно е со Има новата ли ефект технологија. ова што гледаме по телевизиите, ова е за деца под 8 години, не е во присуство на родители или 12 години, има ли некаков ефект тие предупредувања? Па тие се наменати за тоа. Да, но кој се придржува? Можете ли на вашето дете, фигуративно, прашувам на вашето општо, да му кажете ова не е ова емисија за вас, нели оди во друг агол или во друга соба? Па да, еве за TikTok например, да, за TikTok јас се оградив дека он си направил профил на TikTok, а TikTok не е за деца под 10 години и видов дека нешто децата си кријат лицата, снимат на TikTok со скриени лица и го исклучив TikTok скроз. На 200.000 евра на примопредавањето на градоначалникот заедно со мојот тим и неговиот тим кој дојдов му реков да е ви го последниот извод и сите постапки претходно кои што се сликаа во наредните 100 дена. Значи, дали се тоа фекалните канализации кои што ги почнавме како прва и втора фаза во населено место Гоце Делчев, во Ирумле, во Црешево, во Смилковци, во Страснице, во Попомало, асфалтирање на улиците, дополнително спортската сала во Стајковци, градинката која што направивме, основни проекти за 4 нови градинки во Кераменица, во Трубарево, во Синглич, во Инџиково и ред други проекти кои што се готови, вклучувајќи и општинската зграда, како готов подпишан проект и договор за 0 денари.
Само ќе треба да се преселат и да Добро, може... може ли да се сетите што вие направивте кога ви почна мандатот во првите 100 дена? Бидејќи констатирате дека новиот градоначалник практично се шлепа на вашите проекти. Значи, за Што може да се направи за 100 дена? Тоа ми е За 100 прашање. дена. За 100 дена не може да го направи тимот и се уште не може да се снајде прво во делот на водењето, иако општинската администрација постои веќе повеќе години. Веројатно не е свесен за самата улога. Се бави со делот Добро, вие на веројатно казни. ставите некои проекти кои се во Да. процес, нели? Секој пат има проекти оставени кои што отпочнале да се реализираат во некоја од фазите. Може ли не партиски да дадете оценка, бидејќи сте жител на таа општина, каков е градоначалникот актуелен во неговите први 100 дена од мандатот? Но ве молам, Борис Георгиевски, обидете се релаксирано како граѓанин, не како припадник на политичка партија и како негов опонент. Значи, со Боби Стефковски, кој што е сегашен градоначалник, бевме во Советот на општина како советници од 2009-2013 година. Се знаеме доста доволно и си ги знаеме капацитетите кои колку може да се занимава со локалната самоуправа. Говорам како човек, не како партиски припадник. Јас не ја партизирав општината, он тотално ја партизира и дури за првите 100 дена се што можеше да се постави во вертикала на партиската припадност, тоа го направи. Со нови луѓе од Со надвор нови или луѓе, со значи, внатрешна поранешната екс-министерка за информатичко општество Невен Стаменковска ја префрли и ја постави за секретар на општината. Незиниот Добро, наш... некој треба да го врши тие функции и вие сте имале ваш секретар. Не. Нема секретар ниту планот за вработување, него донесо 4 години. Значи, останавме, затоа зборевме у цела ситуација, само можеше со превземање. Внатрешно Тоа е разликата меѓу Борис и Боби или разликата меѓу ВМРО и СДСМ? Не, овде е разликата помеѓу менаџирање на општината, помеѓу администрацијата една е, помеѓу Боби и Борис. Политички менталитет. Како зборувам. политички менталитет говориме и како визија како треба да се води. Градоначалникот е менаџер кој што ја води општината. А не е политичар, во наводници зборам, кој што треба само партиски да ги следи насоките, само да може да се слика и да прекине она што е некој претходно започнал. Ние сите сме избрани од народот. Народ очекува она што е ветено и што е нужно и оптимално. Дали е тоа пат, улица, осветлување, дали е тоа градинка. Не можеме ние да за питка вода да разговараме во 21 век. Изгубивте некои пријатели откако велам во наводници, откако останавте без градоначалничка функција. Како се однесуваат луѓето кон екс-функционерите? Па јас ќе ви кажам една убава работа. Убава работа во смисла на политичар кој што претходно се бавил и сега кој што е растеретен. Нешто на моје лично искуство и на еден мој добар пријател. На времето беше министер во владата во Хрватска за информатички работи. И една година. Вика секоја година, пред нова година, многу пати ние си пишуваме пораки, честитки и така натаму за пријателски, кога некој на функција има илјадници. Вика јас таа година, да, наистина добив многу. И секоја година тоа се прави. Ами имам еден школски пријател кој што секој пат дарачно ми пишуваше и на домашна адреса ми стигнуваше честитката. Кога ја поднесов оставка, ова е 2008 година, вика наредната година од никој не добив ни една порака за нова година и за Божич, а само од школскиот мој другар добив. Се намалуваат луѓето и понатаму се свесни дека некој е на позицијата градоначалник или функционер да се движат према него во делот на близината, тогаш сите се растеретени околу делот на партиската, религиската основата и така натаму. Radio, 800 Blackwell.